натрупан со луѓе, многу беше тешко да станам. Немав надеж дека можам сам да се спасам, единствена надеж ми беше дека ќе може некој друг да ме излечи. Мислам дека делуваме супер, али барем за мене навечер знае да биде доста тешко. Искрено цело време само сакам да дојде утре, пошто ќе станам са бале веќе светлина, луѓе насмеани, гледам да се обкружам со луѓе кои што се позитивни. А и дел од работата ме прави доста среќен, пошто стварно многу посветувам време на работата и Како се повредите? сега во овој момент се добри. Имав прилично доста добар третман од докторите у старата градска болница у Скопје. Можам да кажам дека јас сум еден од полесно поминати. Работата е во тоа што и јас имам преседување на кожа, јас имам третстепенни изгореници, меѓутоа површината не е толку многу. На левата рака ми се само прстите, на десната рака е малце погоре тука до подлактицата. Па да, можам да ги соблечам ракавиците. Значи, ова е процес за зараснување од 7 месеци. Да, ова 7 месеци. Прилично е добра сега, пошто беше многу релативно мала површина која што е изгорена на оваа рака. А оваа рака е малце погоре, ама нема да може да се облечам ракавиците, пошто оде до горе нема да бидам посебно. Сега, ова се мачка со креми. Процесот, мислам, во болницата, додека бевме таму, имавме константно преврски. Сега моментот кога излезовме од болница, имаме повеќе третмани, односно креми, кои што ги користиме и дополнително одевме и на PRP, кој што PRP е уствари процес каде што ни зимат крв од вената, ја преработуваат и ја боцкат назад во раката, односно на изгореното место, се со цел побрзо да закрепи. У однос на кремите, прилично се скапи ефикасните креми. Значи има креми од по 100 евра кои што се користат за многу мала површина. Ја конкретно пошто ја мачкав само на лицето горе, поради тоа што таму ми беше битно да немам лузни. Сега на рацете, тоа е, мислам, релативно и поголема површина на рацете и тешко дека ќе немам лузни. Додека на лицето пошто беше втор степен, е многу полесно да закрепне и со правилен третман нема да останат лузни. Затоа приоритет ми беше лицето.